Здраво, драги родители! Добре дојдовте на видеата за свесното родителство повторно. Еве ме тука. Во овие видеа, како што знаете, голем број од вас, јас прикажувам содржини за свесното родителство од книгите на авторката Шефалица Бари, која што по професијата е клинички психолог, позната на светско ниво и која што веќе 30 години се занимава со проблематиката на свесното родителство. Имено таа докторирала на тема интеграција на западната психологија со источната филозофија и во таа насока значи работи на освестување на родителите преку своите книги, значи преку проблематиката која што таа ја прикажува во своите книги, меѓутоа последните години таа се занимава и со презентирање на незините книги на секаде низ светот, значи таа е доста познат интернационален говорник и спикер, каде што и текако патува низ целиот свет и исто така има и голем број незини работилници во кои што за родителите кои што сакаат многу подлабоко да навлезат во свесното родителство, со кој што ќе може да се поврзат со преку ова свесно родителство, да се поврзат со своите деца и да влезат во еден сосем нов начин на родителствување кој што е потполно различно од досегашниот начин на родителствување, традиционалниот начин на родителствување со децата. Ова видео денес му дадов име трансформирајте го вашето семејство преку свесното родителствување. Меѓутоа најнапред да се вратам назад, да ви објаснам што значи свесно родителство. Свесното родителство е една сосема нова парадигма, сосема нов модел, различен модел од досегашниот традиционален начин на родителствување со децата, затоа што традиционалниот модел е базиран во најголем дел, тој е базиран врз страв, срам, осуда, каде родителот тој сам се поставува на врвот на хиерархијата, додека пак децата само ги следат родителските патеки, родителските верувања, родителските идеи, родителските фантазии. Свесното родителство ги движи нештата, значи во една обратна насока. Значи ги прави еден потполен еден пресврт во таа насока, значи ги свртува работите обратно во процесот на родителствувањето. Значи во ова родителствување не се работи само детето да представува или да влегува во една улога на марионета, во една улога на послушник на родителските фантазии и очекувања, туку овде родителот прво разбира и сваќа дека тој мора сам да се родителствува прво, за да може да влезе во една насока на повисока состојба на свесност во односот со детето, зошто? За да му дозволи на детето да биде она што навистина е. Значи станува збор за едно разбирање, за едно сознание како родителските образци од детството на родителот длабоко влијаат врз неговиот начин на кој тој го родителствува детето во сегашниот момент. И како тие образци не му дозволуваат на родителот да се поврзе со своето дете на начин на кој што навистина му е потребно на детето во тој момент. Значи, кога родителот ќе увиди дека само преку преиспитување на самиот себе си, кога ќе може да почне да влегува во една работа на внатрешно преиспитување, тој во суштина што прави? Го подигнува и го родителствува своето дете во себе, значи внатрешното дете, и тек тогаш тој ќе може да направи една поврзаност, натрешна поврзаност со себе. Значи, за да може да го разбере родителот вистинското дете, кое што е во собата со него, кое што е во врската со него, тој прво мора да го изродителствува
детето кое што е во себе, затоа што тоа дете внатре во себе, тоа во суштина е изворот на се она кое што нас не прави да бидеме предизвикани во односот со нашите вистински деца, да бидеме реактивни со нив, не прави ние да ги проектираме нашите работи, недораснатости од нашето детство, нашите во кои што како вид на верувања, во кои што сме се држеле тогаш, кои што сме ги превзеле од страна на нашиот програмиран ум во нашето детство од страна на родителите и кои што во суштина креирале една дисконекција помеѓу нас и себе и така кога почнуваме да родителствуваме, тие креираат една дисконекција во односот со нашите деца. Меѓутоа, родителите знаеле да ја постават прашање на авторката Шефали, дека голем дел од нас мислат, кога таа зборува за свесното родителство, дека свесното родителство во суштина е некој идеалистички пристап кој што смета дека бидејќи тој ги поместува границите на досегашниот начин на родителствување, затоа што тој е сосема друг модел кој што потполно се разликува од досегашниот начин на родителствување, од кој што ние како родители не сме навикнати на тоа нешто. И токму поради тоа, значи, тешко им е нештото да го разберат, односно сметат дека тоа е повеќе идеалистички настроен како пристап, наместо да се смета дека тој во суштина се доближува до суштината на детето. Меѓутоа, Шефали на тоа одговара дека навистина точно е дека овој модел на родителство премногу е различен од традиционалниот модел на родителствување и токму поради тоа тој креира отпор од страна на родителите, тие да се откажат од него, коментирајќи дека тој повеќе е идеалистички пристап кој што креира нежни деца, пристап кој што сметат дека на некој начин станува збори преку тоа за нежно родителство, или пак тие знаат да искоментираат дека ова родителство не ги припрема децата за вистинскиот живот надвор во светот, но Шефали Цабари како представник и долгогодишен борец за свесното родителство, таа вели дека свесното родителство не е ништо од ова кое што го зборуваат родителите. Значи, зошто? Затоа што свесното родителство во суштина не е, како што велат родителите, заради подигнување на границите на родителството во насока на, ајде да кажеме, подобар квалитет, што после тоа, значи, откако може да се каже дека на некој начин може да стане збор за тоа, меѓутоа, пред се, свесното родителство е само заради една единствена работа, а тоа е за разбирање, сознавање кој си ти како родител и како ти влијаеш како родител кога го воспитуваш твоето дете, како ти делуваш врз децата кога ги воспитуваш. Значи, меѓутоа, поради фактот што ние како родители не сакаме да работиме на себе, не сакаме да ги преиспитаме нештата, кои што подразбираат внатрешно поврзување и навистина да видиме дали тоа е точно или не, затоа што кога ќе почнеме ние да работиме на себе, тоа подразбира и креирање, ние како родители да креираме една одговорност во односот со своите деца. Кој што родителите често пати, токму поради тоа, го напуштаат ова родителство, нарекувајќи го овој модел дека е утопичен во поголема смисла, дека е премногу мек спрема децата, но во суштина ова родителство е насочено кон една од најдлабоките работи во односот со детето. А што е тоа?
исцелување на родителот. И тоа е основната цел на свесното родителство. Како родителот да почне да го родителствува детето од едно здраво место, од едно свесно место, од едно место каде што родителот ќе се исцели, значи ќе биде повеќе исцелен. Наместо да оди по постојниот родителски модел кој што е базиран на страв, кој што е базиран на срамење и кој што го носи родителот кон една негативна контрола на детето. Меѓутоа, кога родител доаѓа од место на исцелување, родителот му дозволува на детето да биде она што е. Меѓутоа, бидејќи родителите едноставно не му е даден тој подарок во нивното детство, значи во своето собствено детство, да бидат родителствувани од исцелени родители, како се чувствува родителот? Тој што си вели? Тој си вели: зошто јас да му дозволам на моето дете да биде? Затоа што јас не бе воспитувам така. Мајка ми ме воспитуваше, хајде да кажеме, со влечката. Методот на влечка, методот на со дрвената лажица, со сукалото. Татко ми постојано ми се закануваше. Постојано ми зборуваше дека ќотекот е излезен од рајот. И затоа сега родителите даваат отпор на свесното родителство. Затоа што едноставно не сакаме да ги преиспитаме нештата во кои што ние сме верувале, сме ги наследиле како верувања од сопствените родители. Затоа што тоа во суштина и текако бара работа на себе од страна на родителот. Меѓутоа, родителите кои што пак почнувале да работат на себе, често знаеле да ја прашаат шефали дека после некое време, откако работеле на себе, кај нив се јавувало едно чувство како тие да се осудуваат себе си, едно лошо чувство спрема себе си, како да пропаѓаат во тој процес, затоа што од една страна тие како велат: јас се вложувам, толку многу вложувам во себе си да почнам да ги освестувам работите околу себе, се фокусирам и на семејството, и на децата многу повеќе, а сепак се чувствувам како да сум преоптоварена во таа насока и не гледам некој поголем напредок во таа насока, што е она што мене ме допринесува до тоа чувство, до тоа нешто. Дали јас не сум доволно свесна или свесен како родител? И шефали им одговарала на родителите: видете, родители, кога вие ќе почнете да работите на себе, и секој родител кога ќе почне да работи на себе, најпрво што се јавува една неотповиклива последица на чувство на срам, на чувство на вина, на чувство на грижа на совест. Зошто? Затоа што тоа се случува само кога родителот се уште не ја разбира подлабоката порака која што го носи самото освестување преку работа на себе. Значи, ние, што значи тоа? Дека се уште сме заглавени во срамот и во вината. А тоа зошто е така? Затоа што се уште работиме од место каде што работи нашето его. Тоа бара од нас се уште да се чувствуваме, да се добри за себе. Значи, во оваа фаза, додека ние така се чувствуваме лоши спрема себе, егото е тоа кое што бара од нас да ја валидизира се уште, да ја валидизираме тие претходни наши верувања во кои што сме верували. Значи, се уште ние се држиме на некој начин до егото, не го отпуштаме, се уште се држиме до улога на жртва. Но кога одиме подлабоко, кога навистина работиме на себе, ние сваќаме дека оваа работа на себе не значи некоја дестинација која што треба да достигнеме во смисла на тоа: сега јас сум перфектен родител, бидејќи работам на себе.
Не. И да бидеме крути кон себе постојано и во таа насока да се осудуваме себе си. Свесното, работата на себе што подразбира? Подразбира ние да можеме да ги разбереме причините заради кои што сме влегле во тие верувања, кои што повеќе не соодветствуваат на нашата суштина, кога ќе видиме подлабоко. И да забележиме како тие системи наши на верувања се образци од нашето детство, представуваат образци од нашето детство, кои што ние одиме кога ги родителствуваме нашите деца. И да сватиме дека треба да ги напуштиме преку исцелување. И тек тогаш можеме да разбереме дека тие чувства на вина, тие чувства на срам, таа беспомошност која што ја чувствуваме, додека родителствуваме во почетокот, во суштина, тие се дел од нашите образци. Дел од нашите образци кои што треба да ги надминеме. И родителите, кога го слушале тоа, и поставувале прашање дали сега тоа подразбира работата на себе, дека треба да поминеме низ неколку фази на трансформација. Затоа што гледаме дека прво треба да бидеме свесни кои верувања се држиме цврсто, кои повеќе не функционираат во нашиот однос, ни прават проблеми во односот со децата и како резултат тие верувања ни создале образци по кои што ние се однесуваме и како, значи тие образци сега ни прават проблеми во однесувањето на нашето деца. Значи зашто гледаме ние како ни сето тоа нешто се соочуваме со срамот, со вината преку тоа и како, значи дали постојат такви чекори последователни во насока на наше освестување, поголемо освестување на крајот на нашето родителско патување со децата. И Шефали им објаснала дека точно тоа е така, значи постои една прогресија, каде што првиот чекор подразбира дека твојот начин на верување, твоите системи на верување, твоите начини на верување се целосно погрешни спрема она што ти си во својата суштина. И многу од нас како родители ние не сме свесни како голем дел од тие системи на верувања преку својата невистинитост влијаеле, ни создале образци кои што и текако штетно преку нашето однесување делуваат во односот со нашите деца. Значи, следниот чекор, првиот чекор беше разбирање на системот на образ, на тие на верувања во кои што досега сме се држале, а вториот начин е да разбереш дека тие образци на верување доаѓаат од детството, кога, значи си ги носиме во односот со своето дете кога родителствуваме. И третото нешто кое што и дека и да бидеме свесно истовремено дека ние не поседуваме знаење како да ги надминеме тие нешта, да излеземе од тие образци. И третиот чекор, или третата фаза, така како што ја нарекува, е да си кажеме, окей, јас работев на себе. Ги забележав моите верувања, ги дознав образците по кои што доаѓаат од моето детство, ама дека не ми е јасно сега јас како да се поврзам со детето во себе. Значи, овде Шефали напишала во својата книга како, значи, традиционалниот модел е базиран врз страв, срам и осуда, наспроти свесниот пристап, свесниот модел на родителствување кој што подразбира, значи, прво испитување
на сопствените верувања, испитување на сопствените верувања, забележување на кој што откако ќе ги испитаме тоа нешто, не водат кон забележување на сопствените шаблони, шеми по кои што ние се однесуваме, спрема децата, тие ни се наследени од детството, како резултат на овие верувања. И после таа фаза, значи ова е првата фаза, втората фаза и третата фаза, значи откако сето тоа ќе го освестиме, одиме во насока на поврзување на детето во себе. Значи кога сето ова ќе го претходно ќе го разбереме, ќе го осознаеме, тек тогаш ќе можеме да се поврзнеме со детето во нас. И во овие 3 фази постојат голем број на чекори, тоа се 20 чекори последователни, кои што едно по друго, значи затоа Шефали вели кај овие чекори и како постои прогресија, за тоа како ние да се поврземе на крајот со себе, за да можеме ние родители да направиме едно исцелување, за да станеме родители кои што навистина од едно здраво место, од едно место на свесност, ќе можат да се поврзат со децата, вистинските деца, кои што се пред нас во нашиот живот. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Се надевам би се допадна. Имајте убав ден, се гледаме.